секоја вечер од дебелата гранка на оревот им раскажува на сите животни во шумата. Всушност, тој не раскажува, туку чита. Да, чита од својата златна книга. Приказните на бувот Илин се причината што сите во шумата заспиваат среќни и спокојни. И тогаш лисицата Роси ја јавна дзуницата. Осакувам оваа воденица да проработи и повторно да прави брашно за лепче. За повеќе да нема гладни суштества во шумата и тогаш... Пази, чек. И тогаш лисицата Ружа... И никој не спие, и сите шетаат ненаспани, во бунило се сите, а јас и сите ми се лути и изгора на се ништо не гледам. Подобро јас, него некој друг, малку поблиску. Лисицата босуна, за пријателите косуна, бла. Тоа се моите овчила, зајко. Си била еднаш една лисица. Росица. Да, за другарите Роси. И јас и Боби ги слушавме снимените прикази и го напишавме нова книга на буфот Илен. Чао, добра ноќ. Буво Илен. Ој, што? Не бев јас. Вие сте. Малку е рано за приказна. Те молам, не е тоа целта на приказната. Пилето почнало да верува дека може да лета, да верува во себе, дека може да ги расшири крилјата и да плови низ небесниот шир. Имаш моќ колку што веруваш дека имаш.